издание. На скопските клиники помага медицински персонал од помалите градови. Какви се нивните искуства? Кинески научници открија нов свински грип кој има потенцијал да предизвика пандемија. Како изгледаа Обединетите нации при основањето, а како сега, 75 години подоцна. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Европската Унија стравува дека поради моменталната економска криза многу компании може да бидат преземени од странски пред се кинески корпорации. За ова малку подоцна. На почетокот за најновите вести од САД. Врховниот суд на САД го поништи законот на сојузната држава Луизијана кој го ограничуваше правото на абортус и покрај жестокото спротивставување на конзервативните судии. Со 4:5 гласа е укинат законот кој предвидуваше докторите да може да примаат пациентки кои живеат до најмногу 50 километри оддалеченост од клиниката. Кина го донесе контроверзниот закон за национална безбедност за Хонг Конг, за кој САД и продемократските активисти велат дека дополнително ќе ги подкопа човековите права и слободи таму. Научници во Кина идентификуваа нов тип на грип кај свињите кој може да зарази луѓе и кој има потенцијал да прерасне во пандемија. Новиот вирус е мутација на свинскиот грип кој уби стотици илјади луѓе низ светот во 2009. Македонскиот здравствен систем е преоптоварен поради коронавирусот. На помош на клиниките во Скопје дојдоа медицински сестри и друг персонал од болниците во помалите градови. Мики Трајковски известува за нивните искуства. Имаме премногу болни, секој ден ни идат болни. Во одделението, кога дојдовме имавме околу 40 пациенти во одделот. Се уште ни зујат ушите од викајници нивни кај што викат и молет, сестро помогни, сестро немаме воздух, умираме сестро. Значи со толку страшна слика се соочивме што стварно ова ќе ми остане доживотно ми самосеќавањето. Севги Гавас, медицинска сестра од Струга, заедно со уште четворица нејзини колеги од Струшката градска болница доброволно заминаа на припомош на колегите во болницата 8 септември во Скопје, каде се лекуваат болни од COVID-19. Вели секој ден е борба за нов живот, а секој момент борба за капка воздух. Кога почнала да се шири пандемијата, мислела дека се работи само за обичен грип. Но кога почнавме да ги видиме пациентите, дека како им се влошуваат состојбите, температурите нагло качување на температури, па оставање без воздух. И кога дојдовме овдека да им помагаме на нашите колешки, кога веќе се соочивме со целата ситуација, ние се шокиравме и се мислевме дека се снима некој хорор филм. Снежана Русевска, која 40 години работи како медицинска сестра, вели дека никогаш досега не се соочила со ваква епидемија. И обични вируси, и обичен грип, и свински грип сме поминали. Ова е нешто многу поразлично. Се трчат од соба во соба, се бориме за живот, бараме што поќе кислород, значи што поќе да има пациенти, што поќе можеме да спасиме пациенти. Порачуваат ситуацијата секој да ја свати сериозно и да се почитуваат мерките. Без размислување велат дека би заминале секаде каде ќе има потреба од помош. Ова не е лага, не е шала. Треба секој човек да замисли дека околу него има потенцијал на ковид. Фактички ние војуваме со невидлив непријател. Ако треба и во цел свет би одела, да. Во било кој дел од земјината топка би одела да се спаси живот. Што поќе може. Инаку, поголем број на медицински сестри и други здравствени работници од натрешноста на земјава се наоѓаат на инфективна клиника и болницата 8 септември во Скопје, каде ги заменуваат и им помагаат на своите колеги. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Европската Унија ќе го стопира купувањето на стратешки компании од страна на странски пред се кинески корпорации. Од Барселона известува Алфонсо Бето. Европските лидери се загрижени дека многу компании би можеле да бидат купени за ниски цени од кинески инвеститори кои се обидуваат да го искористат економскиот пат како последица на пандемијата на коронавирусот. ЕУ сака да воведе услови за странските инвеститори или да ги блокира нивните договори. Единствен пазар е клуч за просперитет на Европа, но функционира само ако има еднакви услови за надпревар. Приоритет на Европската комисија е да го заштити пазарот од штетни инвестиции.
Кинеските компании се веќе присутни во Европа во голема мера со инвестиции од над 180 милиарди долари изминативе 20 години. Меѓународната организација за производство на автомобили ја рангира Кина како светски најголем автомобилски производител, надминувајќи ги Европа, САД и Јапонија заедно. Кинеските производители сакаат да инвестираат повеќе во Европа. Например, во Volvo и Mercedes. Тие не се заинтересирани само да произведуваат автомобили, туку и да влезат во стратешки компании. Таква компанија е шпанската Urbaser, која е купена од фирма што е под контрола на кинеска групација со јавни договори за менаџирање на отпад. ЕУ почна да бара начини како да ги адресира последиците од ваквите инвестиции. Ова ќе ги закочи кинеските инвестиции, бидејќи повеќето компании од Кина се или деумно финансирани од валата, или се во целосна владина сопственост. ЕУ сега е фокусирана да ги обезбеди вистинските алатки потребни да ги спречат ваквите компании да го искористат европскиот пазар за време на пандемијата. Обединетите нации одбележуваат 75 години од основањето. Организацијата денес е сосема различна од онаа која постоела тогаш. Маргарет Бешир известува за незината еволуција. To call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Во јуни 1945 година во Сан Франциско, Калифорнија, беше подпишана повелбата на Обединетите нации. Формирана за да го спречи насилството во Втората светска војна, идејата беше Обединетите нации мирно да ги решат меѓународните спорови. Организацијата сега одбележува 75 години постоење во многу поинакво време од претходното, рече генералниот секретар Антонио Гутереш. From COVID-19 to climate disruption. Од COVID-19 до климатските промени, од расна неправда до зголемена нерамноправност. Светот е во турбуленција, но нашата визија останува иста. Подобро утре. Додека неколку основачки сили, Британија, Кина, Русија и САД, се оддалечуваат од еден од главниот принцип на мултилатерална соработка, малите држави го прифаќаат. Прашањата како климатските промени и глобалното здравје, како што сега јасно се гледа, може да се решат само со меѓународна соработка. Генералниот секретар смета дека таа соработка треба да биде посилна. Проблемот е што соработката меѓу државите денес не е доволно амбициозна и цврста. Низ годините, Обединетите нации ја проширија нивната работа, вклучувајќи мировни и хуманитарни мисии. Денес организацијата обезбедува храна за 87 милиони лица во 83 држави, вакцини за половина од децата во светот и има речиси 100.000 мировници распоредени во 13 држави. Обединетите нации се обидуваат да спречат конфликти во речиси секој агол на светот, што пак ги прави неефикасни, велат критичарите. Обединетите нации не се тоа што беа во 1945 кога беа формирани. Многу од хуманитарните агенции извршуваат одлична работа, но од политички аспект не се тоа што се очекуваше. Одбележувањето на годишнината се случува во време на COVID-19, но и пред пандемијата Обединетите нации имаа голема листа на работи што требаа да ги завршат. Мислам дека најголем предизвик во наредните децении ќе биде координирање на справување со климатските промени. Подеднакво важен предизвик е и наоѓање начин како да се постигне баланс меѓу најмоćните членки за да соработуваат, а не да ја парализираат работата. Организацијата, која има мултимилиардерски годишен буџет, се соочува и со најлоша финансиска криза во незината историја. А тоа се одразува врз мирот, безбедноста и глобалното здравје во светот. А за да можат Обединетите нации успешно да се справат со проблемите во иднина, ќе треба да бидат потребни обединетост и политичка волја на 193 земји членки. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!